што треба да направи екзекутивата, значи председател и влада во предстојниот период. Принципиелно што треба да се направи? Прво и основно, најпосакувано и најпожелно е да се откочат преговорите, нели, со ЕУ, за тоа да се случи мора да се усвојат уставните измени, знаеме сите, како би можеле да го отвориме поглавието 23 и да го завршиме во смисла на да го испреговараме, а тоа се темелите. Значи, сето тоа се однесува на правата на припадниците на заедниците, врзано е за Копенхашките критериуми, кои што се експлицитно наведени во преговарачката рамка. Знаеме сите, тоа во моментов нели не се случува, исто неизвестно е дали и понатаму ќе се случи. Второ, мора да се следат јасно укажаните насоки дополнително адресирани во смисла на човекови права и слободи од преговарачката рамка. И тука еден детал е многу битен од неа, а тоа е акцијскиот план за националните малцинства, односно за правата на припадниците на граѓаните кои припаѓаат на различните заедници. Тој веќе е изготвен со меѓународна и наша експертиза и се темели на основните принципи, препораки кои што се содржани во Рамковната конвенција од Советодавниот комитет на Рамковната конвенција за малцински права при Советот на Европа, од препораките упатани од ЕКРИ, како и прогрес репортите. Значи, тоа се трите релевантни документи и референтни врз основа на кој е изготвен овој акцијски план. Предупредив дека ќе бидам стерилна простата за тоа, меѓутоа тоа се некои обврски кои што земјава мора да ги заврши. И трето, да се имплементираат сите национални стратешки документи врзани за рамноправност, човекови права и слободи во смисла на интеграција, имплементација на стратегијата за интеркултурализам, за ромите, антидискриминација и така натаму. Значи, тоа е некој фундаментален минимум кој по сила на процедура би требало да се случи, што за жал веројатно ќе имаме големи предизвици дали ќе се случи, дали ќе можела да се реализира, бидејќи, како што знаеме до сега, има проблем со усвојувањето на уставните измени и во контекст на тоа се плашам дека политичките субјекти ќе ги занемарат овие суштински работи кои што ни предстојат буквално на политичката агенда што мораме да ги завршиме, а наместо тоа ќе се бавиме со разни оптимизации на барања на политичките субјекти. Во таа смисла очекувам од аспект на некој од политичките субјекти, претпоставувате кој, да се бара, например, да се постави барање за помилување за настаните од 27 април. Тоа исто можеме да го третираме од аспект на темелни вредности и демократија и би требало така да биде проблематизирано во иднина. Второ, ќе се очекувам да се побара и привилегиран и ексклузивен статус на македонците во уставот, како оптимизација на некоја барања. Наспроти ова, од другата страна ќе се соочиме со други барања кои што ќе влезат во некоја тензична, значи тоа е мојата претпоставка, во тензична една динамика. Така што јас кажав што треба, а како ќе биде, ќе допрева ќе видиме. И со тоа би сакала да завршам со една битна компонента која што мислам дека мора да се зема во предвид, тоа е воведувањето на уставна тужба, која што е многу важна од аспект на слободи и права на човекот и граѓанинот.